А во контекст на она од кое што треба да внимаваме во природата, да бидеме исклучително и внимателни, но и да се чувствуваме безбедно, се разбира се однесува и на крлежите, чија сезона е и токму сега. Имавме и во предизвестен период разговор во студиото со докторка, дерматовенеролог, на кој што може да се потсетите доколку имате потреба од нашата YouTube страна Утринска на Телма, а во продолжение ќе погледнеме прилог кој што ни го подготви и нашата дописничка, а се однесува за прилог кој што е посветен токму на тоа. За совети и начин доколку се соочиме или сме во ситуација каде што сме налетале на крлеж, првенствено да се заштитиме себе си, а потоа да ги заштитиме, се разбира, и нашите домашни миленичиња. Доколку во овој период шетаме некаде на отворено, малку на повисока трева, се разбира дека треба да направиме еден само преглед, да видиме дали можеби некаде ни се закачил некој крлеж и да ги прегледаме нашите домашни миленичиња, се со цел да превенираме или пак можеби навремено да го отстраниме, се разбира, во консултација со доктор. Повеќе за ова и во продолжение од Викторија Јованова од Штип. Почната е сезоната на појава на крлежи во природата, но и по парковите површини низ урбаните средини. Лекарите алармираат дека оваа сезона трае заклучно до септември и покрај тоа што месец мај е одличен за прошетки и пикник, сепак е ризичен во однос на инсектите, кои започнуваат да се шират низ природата. Особена внимателност се препорачува до оние кои што прават пикник во трева, но и оние кои што чуваат домашни миленичиња, а кои се најпримамливи и мета на инсектите и на крлежите. Сега веќе е пролет во однос на крлежи и било кои инсекти веќе се во нивниот веќе е пролет, веќе се будни. Најважно е тоа, освен другите мерки и внимание најмногу со крлежите. Ако ве касне заразен крлеж, може да почувствувате симптоми како исип, чешање, црвенило, но и да не се појават никакви симптоми. Последица на нелекувана бореолоза е лајмската болест, тешка инфективна болест која може да се развие по убот од крлеж. Секој трет крлеж во природата е заразен со бактеријата. Лекарите велат, за да се избегне инфекција, важно е крлежот да се отстрани внимателно во рок од 24 часа по убодот и да се однесе на анализа во лабораторија.